Поштовани гледачи, ми се чини дека ние влеговме во една прилично деликатна сфера на јавна манипулација. И сега мисле дека ќе ви зборувам за вакцината. Не. Неодамна, не зборувам ни за термини ова, одредени портали и се разбира некакви други вестници или неделници, со една фотошоп монтажа за луѓе кои чекаат пред една од влијателните банки во Македонија, предизвика Facebook реакција со трик прашања, прилично деликатни коментари на Facebook, која во еден момент букна до таа сфера што прашањето беше што се случува со таа банка. Излечете ги парите. Не е солвентна. И сега да не ви набројувам за да не влезам у таа Facebook матрица на хистерија. Но ние сме ровко општество, уште повеќе не сме имуни на ваков тип на прилично шпекулативни најави, кои во целиот свет се прилично ригорозно казнети, особено кога го те стабилизираат и финансискиот и економскиот пазар. Тоа се разви до таа степен што ми се чини дека Народна банка, иако често ја критикувам, за прв пат излече потез, ги викна сите банкари, разговара и издаде соопштение дека банкарскиот систем е релативно стабилен. Но, бидејќи во све сме со недоверба, па и во таа одлука бевме со недоверба, со оглед на фактот дека таа иста Народна банка допред дивидендата која им ја замрзна на банките, викаше финансискиот пазар и банките се најстабилниот дел, но го излече тој потез. Се разбира на оваа тема со веќе нашиот традиционален соговорник, професор Синиша Наумовски. Професоре, без да посетувам можда и подосна околу иста идентична ситуација кога од македонските банки пред 6-7 години беа излечени за месец дена 100 милиони евра. На што ви личи ова и на што е ова резултат? Добро утро. Најнапред благодарам за поканата. Ова состојба, јас би започнал со толкување од едно стојалиште на три позиции на економскава позиција во Македонија, три состојби. Првата состојба е, вие почнавте коптежот на населението, или ние сите сме во една состојба како да чекаме нешто да се ослободиме во однос на вакцинацијата. Тоа е реална состојба и тоа е чувство кое веќе 2 години го гаиме и реално има рефлекси и директно импликации во економијата. Втората состојба е она што сега го почнуваме како дебата и јас тука би бил јасен и директен, концизен. Страв не треба да постои во однос на стабилноста на банкарскиот сектор. Банкарскиот сектор е стабилен. Ова го темелам врз основа на силни факти кои подоцна јавно ќе ги кажам и цврсто со докази, 6 на број, зошто сметам дека банкарскиот сектор е стабилен. И третата состојба е да не заборавиме дека комерцијалните банки цело време во овој период на пандемија се во функција на народот, во функција на државата и општествени политики, претходно реков во функција на народот во делот на давањето на услугите со капацитетите на нивните филијали, со дигиталната трансформација, со помоштите и во функција на мерките на Народната банка со помагање или со почитување на мерките за одложување на 6+6 во однос на кредитните обврски кои сите ние како граѓани или како правни лица ги имавме. Тоа, јас викам една реченица, лузните постојат да се сетиме дека минатото за организацијата на банките во овие пандемиски услови малку подоцна, но ми се чини говорам дека се тие реални факти, за да не смееме да се доведеме како општество во позиција, сега го одговарам прашањето. Да во ваква состојба, за жал повтор пат, по основ на лажни вести, да ја занемариме реалната состојба и да направиме една паника, генерално панично вадење или обид за вадење на депозити. Значи, уште еднаш потенцирам. Не смееме да се доведеме. Јас мислам дека во однос со моите субјективни контакти како научно-истражувачко лице и дел од Советот, овој период, овие интензивни 2 недели ги остварив и со дел од комерцијалните банкари на приватна основа, не говорам од позицијата, бидејќи од позицијата на Народна банка има кодекс кој си го почитуваат они, но и со раководството на банката, и со одредени структури од владата, бидејќи мислам дека треба да начнеме, и вие со оваа покана кон мене, една нова реформа, правна, сега јас не сум стручен во правниот дел, но да има некакво регулирање. До правната реформа за реакција
Така. Малку подоцна, зашто знаете како секоја реформа на ограничување создава па друг Така. бран. Има една работа која зборува за ровкоста. Имено годишните извештаи на банките покажуваат дека има раст Точно. на корпоративните и индивидуалните депозити во сите деловни банки. И сите имаат прилично високи бонуси на дивиденда. Зошто сме ние толку ранливи на шумолење, а камоли на некакви други турбуленции? Тоа е Дали е легитимно тоа прашање. резултат на некакви сознанија околу Има повеќе, еве ќе бидам околу други објективно, банки? да, ја спомнавте. Причините се повеќе. Можеби лукавиот причинител на лажни вести, тоа морам да го признам, е организиран. Значи, ова креирање на лажни вести е организирано. Не би рекол дека е само иницијативно. Под организирано сметам, значи или се организира во одредени, не знам, општествени групи, сега да не спомнам политика, може би има и такви индиции, но факт е дека е организирано, бидејќи на некаков организиран тивок пиар од одредени центри се пласира. Тоа можам да го гарантирам со јавувањето на неколку стопанственици кон мене и на неколку мои пријатели, физички лица кои имаат иматели на депозити. Тоа е првото детектирање, значи тука треба да се делува како регулатива. Второто, на прашањето зошто, времето е избрано, се одговарам на првата теза дека е организирано. Е избрано токму оној момент кога банкарскиот систем е чувствителен. Прво е чувствителен за одлуката за затворање на една банка. Сега таа е друга тема. Да. Јас имам и официјален став кој што, да речеме, Не, е на Народната тоа кој ќе банка, отвори но имам и тоа што- приватен да. став кој што секогаш го толкувам зошто и како. Во тој дел ќе го тргнеме на страна. Еве ќе ги охрабрам граѓаниве со една силна теза. Комерцијална банка, за да навлезе во форма на ризик, да биде подложна на мерки од супервизијата и засилен надзор на регулаторот, таа континуирано тоа треба да го има како неправилност во работењето неколку години. Знаете како вели народот, еве ќе говориме со понародни реченици. Банка за да пропадне треба долго време. Значи таа не може преку ноќ. И сега викам, лукавиот организиран креатор на лажни вести точно го бирал времето, знаејќи дека сме во пандемиска криза, дека има одредени законски попречувања со мерките кон стопанството и кон граѓаните, тој така наречен сет на мерки, ми чинам дека 5 ти поред, така? И елементот на одредено шпекулативно, повторно ќе речем, сега ќе говорам за сите банки, не поединечно, шпекулативно кокетирање со имињата на една од најголемите банки која е од доминантен капитал во јужниот сосед, која што има слично има со една средна банка, која што па индиректно сопствеништвото има одреден XY проблеми со законите или нема проблеми. Ама тоа е правниот аспект на собствениците на акционерите. Не, говорам и тоа е елемент да се искористи времето. Нели, знаеме ние дека имаме една средна банка која што го носи истото првично име со оваа голема банка. Добро, да бидеме отворени. сега Се работи за Стопанска банка. Ајде, да. Но говорам сега, Стопанска банка Грчките Битола и пари и Стопанска банка Битола. да, тие се двете стабилни банки, имаат одличен менеджмент, особено Стопанска банка Скопје, која што бројките покажуваат, нивниот раст е евидентен, значи се работи за банка која има некаде преку 1.700.000.000 актива евра и која што има 30 и над 30 милиони евра нето профит во година во пандемија, што е еден рекорден профит. И изгоре на сето тоа, банка која што, ако ја земеме историјата, во 2001 година, не, во 2008 ке се сетите вие, може би сте правеле анализи, ако не се лажам, во делот на глобалната должничка криза, каде што грчкиот сосед долу имаше проблеми со ликвидноста. Да. А Стопанска банка остана стабилна. Остана и тука како имаше банка, страф и ние охрабрувавме. Јас се сеќавам, бев прилично помлад, каде што охрабрувавме, нема никакви реперкусии правната мајката долу со ќерката овде. И сега ако тоа го поминавме, јас не знам, не смееме да си дозволиме, ако сме сите патриоти, се отворено зборам, а се декларираме сите, и ние, и политичари, дајте да ги равчистиме овие работи. Банкарскиот сектор, или давањето на коментари на одредени јавни медиуми или во кулуарите, без одредена официјална подкрепа. Кога викам официјална подкрепа, тоа значи или регулативата кога излегува Народната банка, Министерството за финансии или статистиката и највеќе македонската берза која што преку система за електронско информирање ги пласира финансиските извештаи. Кога ќе ги погледнете тие варијабли, вие ќе видите првично. Ајде првично би одел. 6 сакам да ги кажам сите. Чекај, уште малку само. Добро. Значи, во овој момент
ние биеме битка во име за сметка на банкарите, што е несвојствено на одреден начин. Јас тоа заради критика на бардовите на македонското банкерство кои си гледаат сеир со големите дивиденди и големите плати. Никој од нив не почувствува да излезе јавно. Освен нивната асоциација за банкерство, но тоа не е доволно. Тоа сакам да ви кажам, тоа склучува и реакција на Бежовска. Зашто ви го зборувам тоа? Затоа што кога во една емисија една јавна личност посочи за проблеми, се дигна таква лавина пред 6-7 години. Се сеќавам и на личноста и на моментот со претходниот 100 милиони евра доека трепнеш беа извлечени од банките. Тоа го предизвика гувернерот да излезе јавно, и тоа не еднаш, во 3 емисии последователно, за да ги смирува страстите. Во овој момент ми се чини дека банките помалку се како да кажам, особено банките си имаат деловодните органи како заштитени мечки. Своје толкување, не би рекол, можеби си имаат свој пиар и маркетинг служби. Дали треба да го направат моментот на излегување јавно или не? Лично моје толкување од аспект на како представник на Академијата за банкарство, мислам дека од пред 10 дена алармирав лична позиција на загриженост на мои стопанственици и иматели на депозити и Ама оставите ги вашите бија. Јас изборувам за банкарските асоциации. Може би пиар елементот. Да. Пиар елементот, сега во тоа време не постоела банкарска асоциација со излегувањето на сега има банкарска асоциација. Но тоа е доволен потек. Мислам дека е силен потек. Председателот е еден од влијателните жени во банкарскиот финансиски сектор и мислам дека незиното излегување со координација со гувернерката е силен показател дека состојбите се стабилни. Еве јас како едно зрнце да речам кое што сум соработувал со сите ни во научниот свет од Академијата за банкарство АБИТ и тука влијаеме. Мислам дека и преголемото излегување и коментирање на таа тема му дава на граѓанинот повторно сега ке рече нели граѓанин, тај да го цитирам обичен граѓанин, еве сега го бранат премногу па мора да има сомничавост. Знаете, многу е времето лошо избрано за организирано пласирање на кои се тоа мене ме загрижува. Стожерите ги спомнавте 5-6 околу целата. Еве ќе извадам 6 факти за граѓаните. Импликациите. Имаме една монетарна поставеност на 6 столбови, број 1. Адекватноста на капиталот е високи 16,9% во 2020. Што е сега поедноставно ќе говорам за да може да ме разберат и гледачи кои не се банкари. Капиталот кој е потребен за да се покријат ризиците на кредитирањето на банките го викаме неадекватност на капитал и тоа има одредени проценти. Минимумот, она што некоја од банките не го исполнуваше, па сега имаме дилеми вака или онака било. Минимумот за адекватност на капитал потребен е 8%. Нашиве банки имаат близу 17%. Значи, од тој процент на 17%, ако влезете во длабинска анализа, во структурата на нивниот капитал, дури 90% имаат собствени средства. Значи, се многу педантни или дисциплинирани во одвојување на повеќе слоеви за самите да се заштитат во пасивата во билансите. Тоа е сигурен показател. И најдобар показател по овој прв факт е, дури 50% од структурата на тие средства се слободни. Значи се над вишокот. Тоа е силен аргумент. И граѓаниве мора да бидат спокојни дека адекватноста на капиталот е стабилна. Втор факт. Народната банка. И тука не треба да има дилеми. Ние и разговараме и со меѓународните представници, јас овие 2 години во проекти каде сум ја застапувал независноста на членството во бордот, сме разговарале многу пати со ММФ представници, независно како професори преку одредени институции на образование и со луѓе водечки од Бундестагот, од бизнисот во Германија, од еве меѓународната асоциација за банкарски тренинг која што ја води германскава представничка Фатма Дрикер, која што ние континуирано се состануваме. Дилемата е јасна. Македонската народна банка е комплетно независна и самостојна. И тоа гарантира релевантност на нивните податоци и толкување. Значи тамо ниту некој е политички избран. Еве јас ке се земам за пример. Ниту некој политички реагирал да биде одлуката вака или така, значи се работи за една комплетна независност и таа останува. Тоа е и законски така. И така ќе биде. Трет фактор, ако ги анализирате сега овој првиот факт за адекватноста на капитал, ако влезете длабински,
Ова ви говорам се со факти, со официјални податоци објавени на порталите на регулаториве и на порталите за статистика. Ако влезете во анализа на адекватност на капитал, најспремни или прилагодливи со тој капитал потребен за покривање на ризиците се токму малите банки. Таму каде што можеби најголема паника се шири, малите банки се дури до 18% адекватност на капитал. Па потоа следуваат средните банки, некаде околу 17,8, и големите банки се околу 17 или 16,8. Значи, тоа повлекува едно силно гледиште за граѓаниве, кој вели вака. Не треба да зависи големината на ентитетот врз основа на стабилноста на банката. Значи, можат и малите и средните банки, сега да ги охрабрам оние шпекулатори или да ги спречам шпекулаторите и да ги охрабрам имателите на депозити за една од средниве банки која исто се шпекулира, бидејќи таа можеме јас и вие да бидеме сопственици било каде, и јас и вие да имаме некаков проблем со законот. Еве не знам, сме земале 3 кебапчиња или сме направиле на црвено грешка и сега ако јас добијам кривична пријава или се спорам со Министерство за внатрешни работи и слично, тоа никако не соодветства со работењето на Абит или на Слободна ТВ. Тоа нема едно со друго никаква врска. Тамо битен е менаџментот. Многу е важно која води банката и тимот која води, тоа ја дава гаранција. Сега вака, народот се испотресе ако е менеджментот не смеме да дозволиме народот да се испотресе. Менеджментот на банката која е затворена, која е во стечај, не успеал да менеджира. Сега тоа е прашање, тоа е прашање. Тоа е внатрешна работа, тука има многу лични дилеми. И најдобро господин Чомовски тука го објаснувам во описанијата со колегиве од Фактор. Со метафора. Еве, можам да ја спомнам таа метафора со приказна со пекара. Јас и син ми имаме една омилена пекара тамо во еден град блиску до север, во Куманово. И одиме во една пекара која се вика, еве, ќе крстиме метафорички градска кафана. Ова е градска пекара. Сега, ако Управата за јавни приходи има, како регулатор, има влијание пекарата да плаќа данок, да биде секој вработен, пријавен соодветно и сите регулативни аспекти Управата за јавни приходи ги спроведува, пекарата го почитува тоа. Но, изборот на тимот на пекарата, кој ќе биде менаџер на прва смена, кој ќе биде на втора, кој ќе биде председател ако е доел на содружност пекарата, тоа е право на сопствеништвото. Значи, сопственикот го бира тимот. И сега вие кога ќе го изберете тимот, и ако се одлучи пекарата да користи расипан кашкавал и да ми продаде мене лош геврек со кашкавал, и јас да ја тужам пекарата, тоа значи дека сум револтиран кон менеджментот. И тоа е легитимно. Но тука што е виновен регулаторот ако купам јас лош продукт? Внимавајте, тогаш менеджментот ќе се лути, ако јас тужам бидејќи сум здравствено лошо се чувствувам поради конзумирање на пекарскиот продукт, тогаш менеджментот е нелегитимно да ја обвинува регулативата. Тоа е случајот со минатот. Значи не можете вие да ја видите, јас 3 милиарди депозити кои се во банките не се така едноставно да ги претвориме во метафора. Не, добро, говорам за да може да ме разберете, сега да не влеземе во правни лавиринти. Јас се уште мислам дека прашањето на сензитивноста на општествениот и економскиот амбиент мора да ги навикне банкарите на нови модели во комуникација со клиентите. Јас сакам да ви кажам искрено. Јас ги гледам реакциите после и тоа го направија преку дописите дека стигаат пензиите. Има ментален карактер кој луѓето додат да се ги земат парите. Прашањето е на некултивираност на банките и ништо не направија луѓето да ги заштитат. Да направат култивиран пристап, да направат начин на кој ќе ги прошират своите модели за интернет конекции, за брзо прифаќање. Мислам дека не би се согласил тука со вас, направија доволно. Мислам да не заборавиме, внимавајте, да не заборавиме банките беа оние кои не поддржаа во 2020 еве како граѓани. Да имаме одложување. Сега тука критичарите ќе речат, добро, тие ги одложија кредитите и ануитетите за согласно препораките и
на Централната банка, но тука заработија интеркаларна камата и слично. Па немојте тоа да го дали подцените. можете вие да одите во еден маркет, еве да не именувам се пред телевизија, било кој маркет, X маркет, супер маркет некој во Скопје, и да добиете кашкавал за без пари. Значи нема така. Не може да добием без пари, Не можете вие да добиете кашкавал ама може за да ми без пари. кажат ќе Може- добиеш на 3 рати, ќе добиеш на 5 Тоа ни го рати. кажа, и тоа е факт. Замислете какви се дивните оделенија за ризици, какви се нивните оделенија за комплајанс. Мораме да бидеме објективни. Што се случува со тие луѓе кои се докторите, сите им се поклонува, ајде да ги видиме нив. Значи, они се распаѓаат од брзо промена, се распаѓаат кога говорам метафорички, временски, сите тие вработени во мидл менеджментот и управните одбори највеќе со притисок, бидејќи во континуитет вие ги менувате реформите. Замислете кој притисок е во регулативата да промените одредено ануитетно движење, не знам, од една форма во друга во однос на изложеноста према ризици и како тоа ќе соодветства внатре во системот. Добро. Мораме да признаеме дека тие се поддржувачи. Сега, јас не велам дека се е идеално. Внимавајте, јас немам никакви лични мотиви да ги заштитувам тие правни лица. Лични мотиви немам. Ако мене ме запрашате, можеби јас имам мноштво несогласености со водењето на на академијата. Не знам, ако сме регуларни 7 години евро, они има едно мислење, јас имав друго и тамо тешко се интегрираме. Да се вратиме на банкарскиот со асоцијација. систем. Да, се враќам. Синиша Наумовски, професор, разговараме за деликатноста на реакцијата, при што од шуморење и од Facebook трик прашања што се случува со Стопанска банка, немам причина зашто не би го кажал тоа, што се случува со другата Стопанска банка и така натаму, предизвика лавина на сомнеш. Дека еве сега готово е. Ги излекуваат депозите, ги излекуваат дивидендите и така натаму и се создаде наплив малку помал од оној што пред 6-7 години на ваквов пристап на шпекулативни најави од банките беа извлечени околу 100 милиони евра, па мораше да интервенира со агресивна јавна промоција екс-гувернерот Богов. Сега, во цел свет, овој тип на шпекулативни напади, ова можем да го сметам за така, за шпекулативна диверзија, Така врз економските основи, врз банкарскиот систем, без оглед колку ние банкарите ги сметаме за клиентелисти и профитери и така натаму. Може да се спречи. Со што би можела да се спречи? Во одредени неформални комуникации, овие интензивно мои 2 до 3 недели, јас добивам информации дека веќе има одредена комуникација помеѓу регулативата, монетарниот регулатор од една и министерствата надлежни во тој дел, еве Министерството за правда од друга страна, за носење или измена на некои законски акти во делот на што може јавно, па и на социјалните медии, да се коментира во делот на банкарството, во делот на кондицијата на депозитниот перформанс и од друга страна кредитирањето или стабилноста на банката, а што не може. Мислам дека тука еве јавно говорам, имам одредени информации, не знам официјално како оди тоа и како тече, дека треба веднаш и сега да се реагира во делот на промена на некои законски регулативи во заштита на говорење јавно или да не може и јавните личности и одредени организирани правни форми, дали се тоа портали, дали се не знам политички партии или да говорат во однос на банкарскиот систем. Не смееме да го доведуваме банкарскиот систем во дневна политика. Тоа би било опасна зона во... Јас не познавам земја. Добро. Верувајте ми, не познавам земја, често комуницирам со 40 асоцијации, академии, институти во светот кои ни се партнери. Не познавам земја да вака лесно било кој може да коментира состојби во банкарскиот сектор. Па за да коментираме, еве јас 20 на години сум во Фелава и излегувам секој еден збор е мерен, премеруван и базиран на факти. Многу лесно, бидејќи банкарскиот сектор работи врз шпекулативна основа. Јас врз доверба. Врз основа на доверба, врз основа на одредена кредибилност која што вие верувате во правното лице и ги давате вашите слободни средства, бидејќи цените дека е многу по-ефикасен начин отколку да ви се... Наумовски, имате ли информации дали по овој нов бран атак, да речем вака, на состојбата е стабилна, се извлечени значителни суми на пари? Немам информации, но ме загрижува фактот. Немам информации со монетарни бројки. Најверојатно ќе ги добиеме сите понатаму. Но не верувам дека е настаната голема штета, со оглед на тоа што брзо се свестивме сите. И еве, јас апелирав неколку пати. Мислам дека
апелираше и кажавте ви и Централната банка и асоциацијата на банкари. Не смееме да се доведеме во позиција да правиме и семени и лични грешки и бизнис грешки за нешто што нема основ. Не можете вие да ширите лажни вести за правни лица, за банки кои што имаат најголем профит оваа година. Ако не е тоа доволен показател, или ако не е показател целиот банкарски систем кој има подобра профитна стапка, внимавајте. Ајде ќе ги кажам за 3 квартали. Бројките некаде комерцијалниве банки се за 2% повисоки во однос на нивните профити од годината пред пандемијата. Тоа значи со околу 100 милиони евра имаат во првите 3,5 квартали од 2020, некаде над 100 милиони евра сега имаат на завршување на 2020 година. Сите банки, вклучително и вие кои ги спомнавте, и таа најголема банка, и оваа среднава банка, има сериозен рекорден профит. Значи, внимавајте, тие се сериозни варијабли да кажеме дека банкарскиот сектор е стабилен, дека Народната банка си ја извршува соодветно работата во делот на следењето и регулативите и нема никаква причина на загриженост. Сега ние сите ако сакаме да шириме лажни вести, тоа веќе се доведува во прашање нашиот систем како држава. Дали ние ја заслужуваме оваа независна држава ако не си го почитуваме столбот? Ние велиме банките се или банкарите се прилично затворени во удобен... Не, банкарите се исто како и лекарите. Сега, нам не иритира можеби нивната профитабилност. Им давате премногу значење за паралелата. Јас објективно знам како живеат, како работат и како функционираат. Во банкарскиот сектор има над 6000 луѓе кои што се исклучително паметни. Дури мене ми е жал што овие години некој од нив не смел на храброст, бидејќи да, се независни финансиски, се помоќни од останатите индустрии во однос на месечни примања, но еве IT веќе сериозно им конкурира, IT индустријата. Сериозно веќе имаме развој. И во плата, и во вработен. Сега, мене ме зачудува фактот зошто некој од нив или поголема група не се охрабри да влезат и во политички води, бидејќи има, верувајте, ги знам повеќе од 8 години, и бордовите, и председателите на бордовите, и членовите, и мидл менеджментите, и доволно растев со нив. Јас во многу работи не се согласувам. Тука мислам дека сте грешка. Например, Хари Костов беше експонент во политичката. Трифон Костовски исто така беше експонент во политиката. Па не би рекол сега имиња, не кажувам имиња. Еве, јас кажувам, не требате вие да се штите. Дури и Камчев, која поседува банката... Не се банкари, не. Собствеништвото не значи дека се искусни банкари. Кога ви говорам искусни банкари, говорам за банкари кои сериозни километражи... Влијание во финансискиот сектор. Не зборам за тоа. Значи, поштувани гледачи, следете разговор со професор Синиша Наумовски.